Да се подсетиме најнапред на некои работи малку од минатиот пат што спомнавме. Кажавме и тогаш, еве на сликата го гледаме предниот резен, она со плаво што е најголемиот дел од нашиот мозок. И тука е сместен моралот, тука е нашата волја, тука е интелектот, тука ги носиме одлуките и што кажавме? Тука Господ го става својот печат. Прочитавме стих во Откровение 7.3, кој што рековме дека е правилно преведен, за жал од македонските преводи само во динамичниот превод на Новиот Завет. Правилно треба да гласи дека печатот се става во челото на Божите слуги, в чело, како што вели овде. Или in their foreheads во King James, каде што е правилно. И, значи, токму таму, во предниот резен, внатре во мозокот. Затоа е многу битно да се сочува умот, бидејќи битката меѓу ѓаволот и Бога е токму за тоа кој ќе го има умот. И еве ги другите стихови од Откровение 14.1, тоа е стихот кој што исто така вели и видов и ете јагнето стои на Сионската гора, а со него 144.000 кои го имаат напишено на своите чела, или поточно треба да стои во своите чела неговото име, значи името на јагнето и името на неговиот татко, името на Отецот, што всушност значи што? Карактерот Христов и карактерот Божји. Ете зошто е најбитно да го изградиме карактерот налик на Христовиот, затоа што всушност на тој начин ќе бидеме запечатени за сета вечност. Карактерот е она што е најважното и она што единствено ќе го однесеме на небо, и тука е борбата околу изградбата на карактерот, кој што пак е на удар денес од многу страни. Ѓаволот не остава на мира. И еве го овој цитат што го прочитавме, кој што потврдува на претходно реченото дека се става внатре во челата, односно на предниот резен од мозокот, и тоа е невидлив знак. Како што е печатот Божи, така и жигот на зверот. И треба да престанеме еднаш за секојаш да се занимаваме со теории, дека не знам, тоа е некој баркод, било што и како и да е. Цитатот вели, што е печатот на живиот Бог, кој се става во челата на неговиот народ. Тоа е знак кој може да го читаат ангелските, но не и човечките очи. Бидејќи ангелот кој уништува мора да го види овој знак на откупување. Не е битно луѓето да го видат знакот. Господ го гледа и треба ангелот да го види, за да знае кого да погуби, кого не. Како што нели еве во средата баш читавме од Езекијел, мислам беше 9 глава, кај што е баш запечатувањето, оној знак Тау да се стави на челата, во челата всушност на праведниците, а останатите ќе бидат погубени. И меѓу два закони кои што видовме, овој третиот, оние неменливи закони кои што делуваат на функционирањето на нашиот мозок, разгледавме, односно почнавме да го разгледуваме и овој закон, дека нашето физичко здравје има влијание на функционирањето на мозокот. И еве го цитатот што го читавме и минатиот пат од Трето сведоштво, каде што се нагласува и се вели дека навиките кои што го ослабуваат, она што е подцртано, навиките кои што го ослабуваат физичкото здравје, се одразуваат исто така неповолно и на умните и на моралните сили. Значи на функционирањето на мозокот, со други зборови. Попуштањето на неприродните барања за јадење и за ниски страсти има многу силно влијание на нервниот систем. А баш нервниот систем и нервите беа таа единствена врска со небото. Така Господ комуницира со нас. Преку невроните, преку нервниот систем. Животинските нагони јакнат, вели, доека моралните склонности слабеат. За неумерениот човек не е можно да биде христијанин, бидејќи неговите повисоки и поблагородни сили им робуваат на страстите. Значи,
контролата има таа пониска природа. И таа е постојана борба, едноставно. Тешка борба, имаше стих во поуката денеска, оној стих од Евреите, која глава беше кај што вели дека уште не сте се воспротивиле до крв во борбата против гревот. Тоа е тешка борба. Мора да има труд, настојување од наша страна, да постојано таа волја ја ставаме на Божја страна. Да му ја предаваме на Бога. И видовме еден цитат од Ум, карактер и личност. Сега разгледуваме некои од тие добри навики кои што можат позитивно да делуваат на добро функционирање и заекнување нашиот мозок. Што вели овде? За здравиот млад човек напорната, сериозна работа го зајакнува мозокот, коските и мускулите. Без таквата работа умот не може да биде во добра работна состојба. Тој не може да се напрега за силна, брза акција која ќе даде ширина на неговите способности. Значи, потребна е сериозна физичка напорна работа и таа и како позитивно делува на бистер ум. И спомнавме, доаѓа сезоната. Ова е еден вид на работа, меѓутоа постојат многу вакви. Спомнавме и джогинг, трчање или брзо одење, спомнавме минатиот пат, долу мускулите на нозете, значи треба постојано да ги оптеретуваме. Затоа што рековме дека тоа ви е исто како да имате уште два бели дроба, односно поголем внес на кислород, посвеж ум и така натаму и така натаму. Значи, крвотокот се раздвижува и еве ви пример на лево имате мозок на оној кој што, да речеме, седите дома пред телевизорот, која мала активност ја има, а после 20 минути пешачење, видите го, светнал како лампион, буквално. Која е разликата? Дваесет минути само, пешачење. Да, уште подобро, значи во природа секако, да. Кај што ќе имате почист воздух. Затоа се комбинира, затоа Елен Вајд препорачува во оние наши институти, налик на оној кој што го има и во Романија, налик на оној кој што јас бев една година, Јани беше во Хартланд, тоа се сите со таков тип. Имате комбинација на физичка работа и на умствена работа. Предплане имате студирање, часови, умствена работа, а поплане имате физичка работа. И тоа добра физичка работа. Имавме и дрва сечење во Шведска, и копање, и карпи толкави вадење од таа бавча таму, од таа нива што ја обработувавме. И тогаш имате одлични резултати. И на умствено поле, и на физичко. Уште една добра навика, спомнав минатиот пат, бањање, капење се вели. Не туширање, капење. За жал, се повеќе ги нема и сврлени се веќе кадите. Немаме време едноставно, не гази времето. Знаете, ќе влезете под туш, 2, 3, 5 минути и надвор. Штедиме на вода. Да, ова треба време, треба се троши вода, додека се наполни, така натаму, но многу е битно, многу убаво делува кога целото тело ќе се потопи во вода, една константна, еднаква температура, значи на целото тело. Многу што помага, еве што вели Елен Вајд. Капењето, предходно пред овие редови, во истиот цитат вели дека барем 2 пати седмично, таа вели, за тоа време, спомнува, треба да се капеме, значи, во када. А вели за болните, дупло, многу повеќе. Затоа што, нели, тие треба да исфрлат многу повеќе токсини и така натаму, сето тоа помага. Видите што вели овде? Капењето и на болните, и на потполно здравите има возможува полесно и послободно дишење. По капењето, мускулите полесно се свиткуваат, умот и телото се поживотворни,
значи како делува и на умот и на телото, мислата станува поведра, како благотворно делување на мозокот, и секоја способност посвежа. Капењето ги смирува нервите, го поттикнува потењето, го забрзува крвотокот, ги отстранува пречките во организмот и благотворно влијае на работата на бубрезите и уринарните органи. Еден куп добри работи. Овде читаме. Капењето ја подпомага работата на цревата, желудникот и панкреасот. Па не знам, нема орган што не е спомнат овде. Бризгувајќи во нив вика нова енергија и нов живот. Го поттикнува варењето и го зајакнува целиот организм. Неверојатно. Меѓутоа ретко, многу ретко се практикува, за жал. Јасно ние што гледаме на сликата, но видите што вели Елен Вајт сега во врска со ова. Вели, разумот не се исцрпува толку често или опаѓа од грижливата работа или вредното учење. Да, човек може да претера во се. Елен Вајт пишува и на многу места претерано учење. И тоа може да се случи. Меѓутоа, исцрпувањето не доаѓа од тоа како што од употребата на неправилната храна во неправилни временски интервали и од рамнодушното непочитување на законите на здравието. Вредното учење не е главна причина за опаѓањето на умствените сили. Главната причина е неправилната исхрана, нередовните обруци и недостигот од телесни вежби. И сега ова што е подцртано најдолу, нередовноста во јадењето и спиењето ги подкопуваат умствените сили. Нередовност, значи некојаш јадете, не знам, во 9, ќе ви текне ќе јадете во 2, па другиот ден ќе јадете во 4, па во 6 попладне. Или нередовноста во спиењето. Не знам нешто, ќе легнете во 12 на полноќ, утре ќе легнете во 10, па после во 1, не знам. Не, треба да имате стално време кога се оди на спиење. Барем потрудете се. Ќе видите сега зошто. Прво, што се случува ноќе. Рековме минатиот пат дека мозокот е најактивен ноќе, но еве што се случува ноќе. Чистење на мозокот се случува. Ноќе доека спиеме. Чистење од токсини, од се. Дури, не знам дали сте приметиле, ова е моje искуство, можем да кажам. Библијата што вели вика да не зајде сонцето во вашиот гнев. Ама обично се случува откако ќе преспиете, ви може нема да си простите, да речеме, пред да зајде сонцето, ќе зајде сонцето, ќе се легнете, ќе преспиете, утре некако поинаку размислувате, си викате, ау, па јас грешив, дај да си простиме, да си извиним и така натаму. Тоа јас сум го доживел и навистина така има врска со тоа. Сега, околу сонот во последните 20 години доста е проучаван и пронајдени се доста интересни работи кои што никогаш порано човештвото не ги знаело. Што гледаме овде? Значи, гледаме повеќе фази, гледате 4 фази од страната на сон, на спиење. И она REM фаза, што пишува, тоа е најбитната фаза во која што се регенерира мозокот. Највеќе се одмара. Интересно, тоа е фазата, зашто се нарекува REM, значи Rapid Eye Movement, или брзо, рапидно движење на очите. Тоа е моментот кога сонуваме најчесто. Човекот секој ја ноќ сонува, само што не се сеќаваме на тоа што сонуваме. Ако се случи брзо да се разбудиме после сонувањето, тоаш може нешто ќе ни остане, па ќе се сеќаваме. Меѓутоа најчесто не. И сега видите, ова е интересно. Гледаме тука долу 7 часа, од прилика знаете, 7 до 9 часа е нормално, треба човек да се одмара, да спие. И сега таа REM фаза. Првата REM фаза се случува тамо негде околу вториот час. Да речеме сте легнале во 10, што е најдобро и за мелатонинот, значи во 10, во 22 часот. 2 часа пред полноќ, сега што велеше Елен Вајт во еден свој цитат, тие 2 часа пред полноќ се еднакви на 4 часа после полноќ, како да сте спиеле. Но еве да речеме, еве во 22 часот сте легнале. Таму некаде на полноќ се случува првата REM фаза. Таа е кратка, трае некаде 10 минути. После тоа пак преминувате во некои подлабоки фази, нели?
И пак се случува, како да, знаете, таа фаза REM се случува како да пред да се разбудите, и тука се случува тоа, клепките на очите ви се затворени, ама очите мрдаат оака, нагло, се движат. Тоа е фазата на сонување. Се случува втората фаза, која што е 20 на минути трае. После некој време, тамо кај 5-тиот час, гледате, се случува трета фаза, која што трае 40 на минути. Интересно е што последната фаза, пред да се станете на REM фаза, е најдолга и трае преку час. А рековме колку е благотворна и потребно да се доживее таа REM фаза. И сега што се случува? Ако да речеме спиете 5 часа, или не знам, легнете покасно, а будилникот ви е, односно телефонот ви е тамо наместен, не знам, во 5, 6, 7 часот, зависи како сте легнале, и значи спиете само 5 часа. Ќе испуштите последната REM фаза, она која што е најдолга и која што толку благотворно влијае на регенерирање, значи обнова на мозокот. И една вечер така, другата вечер така пак, 5 часа, 4 часа, не знам. Еве, јас тука малку имам проблем, ама како и да е, жешко е, па доека е овој период малку тешко се спие, тешко се легнува на време. Меѓутоа се обстанува. Но, кога се условите одлични, тогаш немам проблем. Со спиењето 7 часа минимум. Може и максимум, ама тука е просек некаде. Многу е битна таа последна фаза. Значи, ако си легнете во 22 часот, до 5 часот е доволно, или 6. Имате тука 7-8 часа добар сон и поминувате на сите тие 4 фази. REM фази. Многу битни, како што кажав. Зашто прочитавме претходно дека тоа нередовно спиење и нередовна исхрана делуваат негативно на мозокот. Сега повторно околу месната исхрана, како таа делува на мозокот. Што вели овој цитат? Месната исхрана го менува карактерот и го засилува животинското во нас. Таа пониска природа. Јадењето многу месо ќе ги намали интелектуалните активности. Кога животинскиот дел од човекот се засилува со јадењето месо, пропорционално со тоа опаѓаат интелектуалните моки. Религиозниот живот може многу поуспешно да се постигне и одржи, че верскиот живот, она што ни е најбитно на нас како верници, доколку го исфрлите месото, бидејќи ваквата исхрана, преку силината со која действува, ја зголемува похотта, значи страстите, ниската природа, а ја намалува моралната и духовната природа на човекот, односно делува негативно на повисоката природа, на предниот резен, ако сакате. Што е ли овде? За оние кои неограничено јадат месо е невозможно да имаат јасен ум и активен интелект. Кратко и јасно. Уште еден во врска со тоа. Поучена сум дека употребата на месо во исхраната тежне е да ја анимализира природата. Што значи ова? Повторно на претходно. Животинска да ја направи природата. Да ја анимализира природата и да им ја одземе на мажите и жените љубовта и симпатиите, што би требале да ги чувствуваат кон сите луѓе. Видите каде делува исто. Ние сме изградени од она што го јадеме и оние чие што исхрана главно се состои од животински преработки, се доведуваат во состојба во која им дозволуваат на пониските страсти да ја преземат контролата над повисоките сили на душата. Повторно истата приказна. Кој ќе владее повисоката или пониската природа? Борбата е тука. Уште една состојка која што е страшна за мозокот. Значи страшна. Шекерот. Страшно делува за мозокот. Значи станува збор за рафиниран шекер, пред се знаеме дека треба да внесуваме сложени јаглехидрати, сложени шекери преку житарици, преку овоше, преку зеленчуки и така натаму, кои што нели побавно го се разградува шекерот и се подолг период му дава енергија на телото, потребна енергија и ве држи подолго време сити. А ваквиот шекер, чоколади, бомбони, не знам, секакви сладки, сладкара и ред други работи, нагло укачуваат шекерот и потоа нагло паѓа. Вие сте пак гладни. Неверојатно лошо тоа делува на мозокот.
Неверојатно лошо. Значи, вака имате скокови и падови на шекерот. Господ е Господ на редот, Господ буквално се што создал, дали крвен притисок кај вас. Значи, како е најдобро? Да е стабилен. Значи, стабилност и во нивото на шекер. Било што. Што вели Елен Вајт овде? Шекерот не е добар за желудникот. Тој предизвикува вриење, а тоа го помрачува мозокот, создавајќи раздразливо расположение. Што понатаму? Помрачување на мозокот, сакате? Што треба да се јаде, тоа се тие, значи, сложени јаглехидрати кои што треба да се внесуваат. И пробајте, јас мислам кога човек ќе се навикне, треба некој период на транзиција и така натаму, меѓутоа кога ќе се навикнете, нема да ви текне ни за чоколадо, ни за ништо. Ќе ви текне на чоколадо, пак купете си урми, годжи, да речеме тоа мене, годжи бобинки. Тоа исто онака ми е сладко и убаво ми делува и ми е замена за чоколадо. Може да направите некој добар, здрав еврокрем од индиски ориви, не знам, ќе ставите рогач или какао и така натаму. Кога сме веќе кај исхраната, се сеќавате дека спомнав во една прилика која зборувавме за оној body mass index, сега на крајот, и ова да го спомнам, темата заврши. Тоа беше од прилика, но да го спомнам овој дел. Спомнав дека тежината ми е 86 килограми, меѓутоа веројатно била повеќе. Јас кажав врз основа на некое мерење пред неколку месеци. 2,5, не знам колку месеци веќе практикувам, слава на Бога, со Божја помош ќе се задржам. Јас сега имам негде 85 килограми, значи веројатно сум имал негде околу 88 предпоставка, затоа што од редовните мерења од како почнав беше 87,5 тука некаде. Значи да речеме дека сум бил 88, сега имам 85. 3 килограми за 2 месеца, 2,5-3 некаде. И тоа ми е и целта, евентуално уште 1 до 2 килограми и доволно е. И ќе излезам од црвеното. Ќе бидам повторно во нормала и се потврдува она студија на оној Нил Бернард, се сеќавате, оној светски доктор кој што е направил односно тој ја искористи само студијата на некои други истражувачи кои што наблюдувале 6000 адвентисти во рок од 10 години и што видовме тоа, се сеќавате ли? Оние кои што се месари меѓу адвентистите, body mass индексот им скоро на 30. Вишок телесна тежина имаат и оние кои што јадат повремено, еднаш неделно месо, како беше. Вишок телесна тежина имаат и оние кои што јадат риба само од месо и млечни производи. Вишок телесна тежина имаат и оние кои што само се лактоово вегетаријанци и во нормалниот дел, нормален body mass индекс имаат само веганите. Тоа е најлесната диета, можете да јадете колку сакате, значи не сега да прејадувате, тоа не е добро, колку сакате може да јадете, што сакате да јадете, ама да е веганско и вие ќе спуштите од килограмите, ќе бидете во она нормала и ќе немате, значи, таков процент на ризик од шекерна болест или било што друго. Но тоа беше само онака како некое охрабрување од моја страна да и вие се охрабрите да со Божја помош и со вашата волја и цврстите одлуки да тргнете напред, затоа што здравјето е многу битно. Гледаме дека тие физички наши навики не само што делуваат, ако се негативни, неповолно на нашето физичко здравје, туку и на мозокот, на оној најбитен дел, на командниот центар. Денеска во пуката беше поставено прашањето, нели она сечење на раце и вадење на очи. Во која смисла е тоа кажано? Па командниот центар е тој кој што раководи и вели на раката да бркне таму кај што не треба или да на окото да погледне таму кај што не треба. Чи тука е проблемот. Сечењето на раце и нозе не е буквално тука треба да се реши проблемот. Со мислите,
се произлегува тук. Нека му е слава на Господа, нека Господ ни помогне, ако ни помогне, ако ние му дозволим и ако му ја предадеме волјата. Слава нека му уште еднаш. Амин.